писар. Раскош и ми велиш добро е некако да се изразиме така за она што го слушаме во овој сингл, кој што потем некогаш беше и презентиран во нашата утринска на Телма. Кажав вчера на радио, денеска ќе кажам на телевизија, вистина, ако има во светот на музиката гласови кои што ставаат трага и што може да раскажат на приказна за едно место, време, една душа, мислам дека Вера Милошевска-Јосифовска и Љубојна како проект тоа го прави. Добро ми дојде повторно. Добро те најдов, Марчо, драг. Ми помина некако години и ми пречеше тоа што не можев веќе. Ама добро, има сега причина плюс. Последното наше видување, гледање, дружење беше на Макфест. Тоа сигурно го помнам. Да, пред 2 години. Пред 2 години. Така што помина. Поминавме и тогаш. Нели? Да, благодарам за убавата најава. Секогаш. И за овие 25 години навистина е голема радост да оставиш таков белег. И тоа како? И тоа како? Во многу срца. Во многу срца и после тие срца во моето срце. Што повеќе? Мислам дека најголема радост е тоа што или френетичниот аплауз секако ќе го добиете, меѓутоа експресијата која што ќе ја забележиш на секој еден кој што ќе дојде и бил на концертите на Љубојна, мислам дека е тоа таа меморија што ќе остане длабоко врежана во срцата на Љубојна. Дали денес чувствувате одговорност кога пеете и кога концертирате традиционални песни што преживеале генерации? Во која смисла дали чувствувам одговорност? Кон публика, кон естетиката, кон дискографијата, кон цела инфраструктура која што не обединува апропо музиката? Одговорноста, мислам дека малку на порани години беше, кога бевме многу млади и пристапувавме со многу, со многу неизвестност, истовремено со многу љубопитство и радозналост, но сите овие години анализирање и различни препрочитувања и се разбира експериментирање со различните изрази, носи една друга радост и сега чувствам многу повеќе радост отколку што, знаеш, притисок некако. Да, затоа што изработен е тој дел од одговорноста. Веќе изработен. Тука сме. Некој пат сте си имале на тоа место сме кај што треба да биде. Состојба дека сте сакале нешто од минатото од овие 25 години да го ревидирате нештото? Или добро ти доаѓава како ќе ја видиш таа една широка фотографија на 13 студиски проекти, толку концерти, спотови, настапи, не би ревидирале ништо? И би си кажале, добар е патот, Вера? Работата е што секој пат одиш напред и напред те чека нова задача. Да, ревидираш. На некој начин ревидираш. Сите реизведби, сите реобмислувања, апсолутно дека ревидираш. На крајот на криштата имаш потреба и од best of малце и да си го видиш тоа што си го оставил, нели? Од тиче перспектива. Да, малку да го слушнеш заедно, да го искажеш целосно вака на сцена. Но пуста музика си бара нови задачи и всушност мене ми е многу драго што најавата и одбележување на 25 годишнината е едно заокружување кој оди напред и сега ќе има нови проекти и дава предлог исто така каде ќе продолжи Љубојна може. Не може да ти објаснам со каква радост, искрено, затоа што и лично сме си пријатели долги години, мислам дека различни епохи сме представиле и медиумски, сме били во публика како ваши фанови. Меѓутоа, ами сме поминале. Сме поминале, верувам. Не, од почетоците на Љубојна до сега многу работи се смениле. Ти кажеш дека 25 години врват годините, ама па да, тоа е баш фин работен стаж вака. Тоа е сериозно. Сериозен работен стаж, па мислам од почетоците до сега не се промениле само, не е променет само патот на Љубојна, променети се многу нешта, општествени услови, вкус на публика. Променети се тенденции и во сето тоа ти си останал активен и тоа е вака убаво задоволство. Апропо автентичноста која што ја споминавме вчера, нешто секој пат во пеењето и концертирањето се чувствува едно нешто многу интимно, искрено, чисто, возбудливо, речиси баш како разговор, ќе кажам. Секој пат е така некако, барем моето чувство и перцепција. Дали тоа може како гол актер? Гол актер. Да. Одлично кажано. Дали тоа може би е влијание од Вера народната традиција или може би од она што ти ја имаш како деформација професионална, редовен професор си, од тоа класично музичко образование?
Не знам дали традиционалната музика исто така има некој плашт под кој што се представува, затоа што и тоа е некој извесен ритуален театар. Затоа што просто на дигресија, како и актерот и музичарот, кога ќе се скрши четвртиот зид, Да. е многу... Па добро, персоналноста е современа појава. Персоналниот израз е современа појава. Јас само ја сакам автентичноста на звукот што има ова поднебие. Значи, зошто да се радуваме само на туѓи автентичности? Научени сме и нашата музика да ја представуваме преку автентичноста на сосема туѓ, односно не автохтон наш израз. Зошто тоа да не го правиме со тој израз што постоел? Тој има своја современ излез. Тој излез не се формите на кои што до сега сме научиле да ги слушаме. Мислам, формите забавно и народно, тоа веќе демоде. Тоа само кај нас успева, се уште се убедуваме дека тоа е музика и дека Чиво е, музиката кому е, како. треба да биде. Мислам, Во некакви шаблони. музиката нема таков, не би требало да има. Сега тука се многу фактори кои влијаат на тоа. И се разбира дека една ластовичка не може да ја донесе пролета, ама може да ја навести. Ама љубој не тоа Да. како ќе ја навести. Апсолутно. Сериозно имате во најбав период од годината се случува јубилеот 29 март и вистина кога мене како медиумски работник, ако ме прашате како ќе треба да ја опишам љубојна, тоа е вистина кадифено и често велам дека се опишува како едно патување низ тие различни жанрови, слоеви, процеси, лаборатории во кои што гледаме како се ставаат процесите и се изгледа како изгледа тој да речам процес на мешање. Зависи што сме сакале да чуеме во моментот и ние самите, зависи што сме сакале да... Ама дали е интуитивен или секој пат свесно граден? Двете заедно. Мора да има интуитивност во музиката. Сепак се работи за внатрешен свет, а и музиката многу не те прашува. Има нешто што едноставно тоа е. Доаѓа и во смисла си има своји периоди и тие така некако се местат. Свесно понатаму е целото креирање и создавање на таа идеја, што ќе ја добиеш и што треба да ја преточиш, треба да ја соопштиш на публиката. Како не? Интересно е тоа што ми посведочи околу 40 мина постојано гравитираат на сцената со љубојна. Па и да не гравитираат постојано биле дел, ама има и многу луѓе кои не биле на сцена, а се дел од оваа приказна. Ова приказна просто не може без луѓе, опфаќа многу луѓе. Затоа што сечи и прсти се дел од ова милје што ние го... Затоа велам вие сте ансамбл во движење. Па идеја за музика е најпрецизно да се каже, зашто па тоа е идеја за музика и според таа идеја доаѓаат луѓе, соработуваме или се намалуваме, се зголемуваме, ја моделираме како што е контекстот во моментот на еве. Јасно. И она што е најважно, што ќе ви честитам и покрај да речам светските трендови, глобалните промени во светот на дискографијата, музиката и така натаму, никој пат не правите преседани за да се допадне мене или некому, туку напротив, автентичноста на крај победи, затоа мислам дека во вашата музика, фолклорот, джезот, тоа експериментирање, електроника, браз, претпоставам дека не знам, можеби некој пат е тешко да се создаде современ звук без да се изгуби душата на традицијата. Па, всушност, можеби не трга од тој кокетизам, дали да се допаднеш, но мораш да знаеш, сепак пред тебе стои публика и ти тоа не можеш да го игнорираш и не треба. И секоја музичка естетика има доза на допадливост. Мора да ја има. Не е тоа баш така издвоено и нас не ни интересира вие што сакате, не, но во тоа што го работиш, мора да има нишка која ќе допре до публиката. Тоа е тоа што овде го крстивме допаѓање, нели? Да. Мора да има нишка што ќе допре до нив, кај што ќе го скрши мразот на обвивката. Секој пристапува со некоја обвивка, нели? Во светов и таа обвивка ја разбива. И не штити од може една различни страна. нешта да ја разбијат. Добро е кога се разбива од љубов, од музика, од убави нешта. Да. И ти како артист мораш тоа да го направиш. Значи ти не си на сцена за да покажеш некому нешто. Ти си тука за да споделиш со некого нешто. Знаеш како секој пат ми создава една убава емоција и баш едно музичко патување, временска машина, се она што сте го направиле. Многу би сакал. Знам дека ова ќе биде интимен концерт Филхармонија 29 март. Меѓутоа многу го посакам повторно концертот во Борис Трајковски. Тоа беше едно легендарно ваше представување. Тогаш мислам дека тоа беше и
секој пат е некаков зенит за љубовна, ама тоа беше Добро, тоа беше искуство. голем концерт, голем тоа беше концерт. сериозен концерт. Во смисла во голема сала, а кога е голема салата, присуството е можеби различно на сцена, а мојата дистанца со публиката, јас не ја предпочитам. Јас сакам публиката да ми е поблиску. Знам. И така ја чувствувам подобро. Како рече, гол актер да сум. Да, ми се допаѓа и голем стејдж, ама Борис Рајковски сепак не е концертна сала. Тоа е спортска сала и има друга намена и колку и да ја прилагодуваш, навистина публиката ти е далеко. Ти е далеко, се сложам апсолутно. А јас апсолутно. срцата сакам да слушнам како отчукуваат, сакам да ми се блиско. Тоа е тоа, филхармонија го дозволува апсолутно. Секој пат имаме, да речем, кога има вака ваше редовно, не толку често, со оглед на тоа дека и ти, и Оли, и целата екипа имате и други задачи нели во животот, меѓутоа Љубојна е тука присутна од време на време да не потсети на тој раскош. Секој пат имаме некакви подарувања. Ако некогаш беа нели винил плочите, па тук таму нешто ќе се случеше повторно некој билет, да ги поканиме сите оние кои што не гледаат моментот, барем првиот кој што ќе ни се јави сега на телефонскиот број, еве колегите од Режа ќе им помогнат да го испишат. 02 префикс, ако нели од друг дел од Македонија, 30 70 005 за еден од нас 2 билети за Љубојна на 29 март подаруваме секако со нив и сутринска на Телма. Со најголемо задоволство. Со најголемо задоволство. Така што ќе ве повикаме и да се вклучиме и да ја поздравиме Вера во живо, а ова само нека биде нели втор дел од разговорот и многу важен, освен нели концертот за што ќе споменеме, врати ми ја тишината. Конкретни сме. Ајде ќе го вклучиме, ќе му дадеме простор на гледачот да не чекава Вера. Ќе си продолжиме. И ќе си продолжиме. Добро утро, за кого билиме? Добро утро. Убав ден ви посекувам. Милена на телефон. Милена, ако не погрешив. Да, Милена, да. Како сте, Милена, утринава? Па добро. Ја гледам вашава емисија и поздрав многу до Љубојно и морам да ја дадам комплимент. Значи, преубаво изгледа, мислам дека сега најубаво во животот и најмладо. Милена, најмногу ви Милена, благодарам. ќе ве задржам. Првото нешто што се случи кога влезе Вера во студио беше истиот комплимент. Да. Годините... Ова најискрено. Ова е најискрено, така што добро сте процениле. Ви благодарам и многу ја поздравувам. Промената се забележува кон убаво. Да, Милена, верувам дека сте биле дел од гледачите и тоа се што се случувало на сцена со Љубојна. Ова ќе биде уште еден убав подарок за вас, да си појдете со можеби нели најблиската личност и да уживате да се опуштите на 29 март. Би ми било драго. Така е, за генералите и податоците ќе споменаме ве Милена дека картите ќе си ги подигнете токму од билетара на Филхармонија со ваши име, презиме кои што ќе ги оставите во режија на денот на концертот, половина час пред истиот и уживајте во кадифеноста на Љубојна. Марко, благодарам, поздрав. Ви благодарам и вам за јавувањето и тоа што сте тука како поддршка за Љубојна. Врати ми ја тишината е Мол помог ја зеде, комолња да ми дојдеш ти, мрак да обоиш и мирис да ми оставиш, здив по здив го зеде. Еве дел, фрагмент. Колку хубаво, ми направи баш радосна душа, искрено. Ова е тоа што ве чека, ексклузивно на 29. Телевизиски тизер. Телевизиски тизер. Ова е дуетот со мојот драг пријател Бранислав Николов. И ова е тоа што го подготвуваме ексклузивно за 29. Браво. Нашата нова песна, со која што се дружевме деновиве, ја снимивме и јас се надевам дека до следната недела би имали видео издание, затоа што ќе биде убаво вака да се Искрено ми недостаса малку почастиме со една видео. нова тема. Да. Има и други интересни средби, да знаете. Смееме да споменеме, начнеме нешто? Па нешто мора да остане изненадување. Знам. Мислам дека публиката е научена да не знае што да очекува И на најбаво концертот. искуството. Ама тоа е затоа што секој концерт е некаков апгрейд на една музичка убава мисла и тоа што ветуваме средба со многу убави луѓе и нови млади луѓе кои исто така ќе бидат мои гости и ќе биде интересно. Наговестуваме 14-ти носач на звук? Па, дај Боже. Ќе видиме во која форма, може би е малку рано, ама сингл дефинитивно и да. EP е сосема, денеска е трендот на EP-то и EP-то е... Па, ова ќе биде засега сингл, а каде ќе се најде, па секој пат
знаете како патува музиката кај музичките артисти. Си доаѓа на некој, си наоѓа свое место. Вера, во време на една брза комерцијална музика, како според тебе некој, да речем, Сега ќе зачин ми се постави зачува прашање од искреност? второ полугодие, ама од следната година, што нема да можам да го одговорам. Ти го поставува често? Не, ама нема да биде лесно за Нема да биде одговарање. лесно. Знаеш зашто? Често знам да го нотирам тоа во јавноста, некаде прочитав некоја статистика, можеби сега е многу по експанзивно, да речам, таа мас продукција. Прочитав дека 40.000 синглови дневно од целата географија наша и светска земја топка се издвојуваат за слушателите. И тоа е мас продукција, и тоа е веќе брзо Марко, комерцијално. не се само синглови. Секој втор на Инстаграм веќе прави музика и снима рилс и тоа е. Не, значи, нема веќе ни официјално представување музиката. Може секој да ја создава веќе, од капаче за Кока-кола, од најобични предмети, музика од себе ќе може човекот да произведе. Скоро и да не е ексклузивно да Баш да правиш не е музика. ексклузивно. Ама повторно се прави Се дистинкција, доведува Вера. во прашање, се доведува, окей, што се ќе биде музика, што нема да биде, што ќе биде она што ќе го, нели, ќе го воздигнуваме. Меѓутоа, да, си забележала дека сепак се издвојуваат на некој начин вистинските? Не, се издвојуваат, но сакам да кажам, социјалните мрежи, медиумите, дигиталните медиуми, окей, не се само телевизиите, прават да малку се банализира денес. Се она што може да го крстиме музика. И покрај тоа што си врвен уметник, ти и Љубојна сепак имаш одговорност голема, сепак нели како редовен професор, искуството и преку музиката да го пренесеш, и знам дека е и хектично, знае да биде со оглед на тоа дека нови генерации, ама мислам дека сепак оние кои што се во твојот круг на некој начин се олицетворение на рафинираноста, и мислам дека ќе се задржи тој автентичен. Па да, има деца кои што навистина, еве, моите совети, моето знаење, на крајот на криштата ти имаат и модел што може да видат од се она што го зборува, како на сцена го представува, што значи тоа е многу голема благодат да имаш таков професор што може и да ти покаже преку пример што сака да ти пренесе. Така што има многу деца кои што тоа им значело и тоа е видливо. Се отвараат вака често диалози на часовите? Се отвараат. Има многу љубопитни уши, многу љубопитни срца, но има и онакви кои што сосема, бидејќи таа врска со нашата музика, за жал последниве децени, последнава деценија, ајде добре да не бидам толку строга, ама последниве еве неколку години од последната деценија се губи вистински. Останати сме на некои 2-3 песни што вртат по прославите. Воопшто дружењето, зборувам, со нашата музика врската е скоро исчезната и тоа се слуша кога нели треба да ја презентира некој музиката на сцена, тоа отсуство се слуша. Што не си поминал доволно саати со таа музика за да може ја да препознам колку тоа ти си го знаеш, владееш, носиш и има дел од тоа во твојот настап. А од друга страна, кај младите се губи за тоа што како да го имаат, од каде да го имаат. Го нема во медиум, го нема во семејство, единствено што може евентуално преку образование да го добие, што значи треба да биде многу силна образовната нишка, затоа што во современи услови ние не можеме да имаме и силен линк со традицијата. Таа била некога жива традиција, поминале многу години, скоро век. И секоја нова генерација има се послаб и послаб линк. Ама ако општеството тоа не им го даде, ако некоја личност тоа не им го даде, ако професорот не им го даде, ако образованието не им го даде, тој линк се губи. Се губи, да, затоа велам нека биде И ние многу сакаме да се чувствуваме припаднички, ама не знаеме како, затоа што навистина не си го знаеме нашето музичко наследство. И се подпираме на првите 3 најасоцијативни песни што еве сите не обележуваат и што стануваат некаков културен маркер. Јасно. А треба да е тоа, треба да е. Сега ова хипотетички, ама
во една култура мене ми е барем логично да го има и да е многу поширок. Љубовина Како секој што е пати- тоа во соседството, Имено. луѓето во соседството многу се почитуваат својата музика и ја живеат Има секојдневно. примери. Така е. Културен јазик и културна дипломатија, тоа е нешто што исто го обликува процесот на љубовина. Вистина така ќе сакам да останете секој пат така парламентарни за сите и ќе потсетиме дека треба да се шербетосаме сега на 29 март. Картите се веќе пуштени во продажба. Ќе потсетам на mktickets.mk уште веднаш додека го слушате разговорот, затоа и всушност и ова медиумско Додека превојање има карти да се набават за да Знам. нели си имаат секој оној кој што сака да си биде таа вечер со нас. Вратимија тишината нека биде само, јас би рекол, предвесник и на нова епоха, нова ера на љубовина која што нели ќе ја славиме, ќе дадеме отчет, рековме, аплауз за се останато, меѓутоа се фокусираме на името. Добро, ќе видиме, ќе видиме. А познавајки те, знам дека возбудата никој пат не си ја загубила, тоа посакувам да остане така во срцето и ти благодарам што ја почести публиката наша, другарите на Телма, нас како екипа. И ти посакувам само да ги уживаш овие процеси и да се сретнеме на 29 март во Филхармонија. Така е, ве поздравувам сите и ве канам уште еднаш на 29 со полно срце да запееме заедно, да дојдете на гости кај Љубојна и да бидете дел од нашата 25 годишнина, 1/4 век Љубојна. Прекрасно. Бак Нежина. Ти благодарам. Се гледаме во Филхармонија. Благодарам на поканата, во Марко. секое време. Во секое време. Така што ова беше едно убаво, се надевам, уживање испакувано издание епизода на Утринска на Тилма. Утре повторно ве очекуваат моите девојки некаде 7:20 да уживате во новата епизода. Секако на Утринска на Тилма ќе донесе нови убави телевизиски премиери и гости.